Ей, бавча, бавчата, дай ми ја лопатата, пиперче домати да засадиме, да има шо да јадиме. Хит земјоделски, дечкото е цар. Смислил хит, после има нешто мајчице, пак со бавчата дојде да правиме ајварче, оти су македонче. Време на ајвари, времено. Царе, деш, како му текнало. Во ова време, невреме снимил хит. Спот со брада, онаков е баше комита, со мотор доаѓа на нивата, ја зима лопатата и ова, ова на саксофон, некоја полугола цура свири на саксофон, дува на саксофон. Мислам, колку дува вистински, не знам, ама дува битно на спотов. Дува. Не битно, царе типов. Зошто е цар? Оти, во ова време, невреме, кога цело лето јадеме патличано 2 евра, 3 евра, Скопје зборам, не зборам како у другите градови и држава. Значи, на почеток тамо од лето дури беше 240, 220, не се спушти у Скопје под 80. Никад или под 90. Мислам тоа, пазете, ако сакате да јадете крш патлиџан, она што се вика за салца прајање. А иначе овој подобар невој, тоа немаше шанси, тоа розов, тоа не беше под 120 цело лето. Чудо за една држава како Македонија, аграрна лепотица, што со 290 денови сончеви, што дојдовме до тоа дередже, сум го правил ова муабет и порано, кој е крив, како е крив. Не знам, битно овие другиве джукели по странскиве будали, што порано ни завидуваа како јадеме, појма немам патличено 30 денари кило, 20 денари компир од ова, се онака ни се смеат под мустет, вика, јепоте, како е можно. Но, битно му текнало и убава порака ни пратил овој дечково на сите нас преку песнава, дека секој од нас треба да размислува за наредниот пролет лето да си засади, ако нема тераса, да ја приуреди терасата мало бавчиче, а ако нема тераса, доле во двор пред зграда со комшиите собрани, едноставно Скопје да биде град на бавчите. И после и фенери ќе ставиме, нели да не ги крадат навечер тоа и ќе биде фенер бавче. Бавчата на фенерите, може Скопје. Знаете колку убаво ќе изгледат водно Скопје? Све бавчи пред секоја зграда, онака фенери, бавчи, патлиџани онака со двоглед, толка и скопски ја буча. Секој од нас да посади. И така да им ебеме матер на прекупциве, да цркнат за јадење, да немаат пари, лекој, леблибија да купат, да им го начуха. Ако сме кај начукувањето, еве ги Хелсиншки комитет денеска протести организира пред МВР, организира жена Борес ќе блокира, не знам кај ќе организира, веројатно негде други градови низ Македонија, за пак ќе повторам она грозоморно убиство и самоубиство, двојно убиство и самоубиство што го изврши она психопатска будала од Скопје, кога уби младата преубава Велешенка Росица и незиниот татко. Ќе се борат, протестот против фемицидот, против такви работи, поддржувам, секој сум поддржувал, но се грижат за жените, Хелсиншки комитет е тоа за човекови права, се грижат за ова. Само е проблем со тој комитет што се некад страшно селективни, кои треба да заштитат, например, ќерки, жени, мајки, на неправедно осудени за тероризам, кои што ги остаја своите деца благодарение на квислиншката власт и подкупливото обвинителство на Заевци, на Социјалдемократскиот сојуз, ги остаја фамилиите без своите татковци, дедовци, сопрузи, браќа, вујковци и така натаму, ги оставија без хранителска рака, праќајќи ги во затвор. Не знам кај беа тоа, дали Хелсиншки комитет тогаш нешто организираше, некои протести, дали блокираше, нели да рече, чекајте луѓе, овие деца, ќерки останаа без татковци, жени без сопрузи, како ќе преживеат, некои од нив невработени, некој во ова, некој она. Не ни текна, ама ова ќе кажете фемицид, да, фемицид, што го имало многу често од осамостојувањето на Македонија до денес, го имало и порано, до душа. Јас бав у Идризово пред многу години, 96 година, како дел од еден експериментален проект на Театарот Скрби и утеха на професорот Тихомир Стојановски. Го поздравам Тихо, Боец Суворов, чао. Игравме, тоа беше како експериментален театар на Питер Брук, игравме представата Дрвеница од Мајаковски, ја игравме на чудни места, на откачени места, игравме у Лудница, тогаш чудо како мене не ме задржа. Ја игравме на гериатрија, ја игравме на Врвој на планини, горе од собрани планинари, ние представа една таква антиестаблишмент на Мајаковски, познатиот руски поет и драматичар, кој што и трагично го губи животот, нели најверојатно од чистките на Сталин. Не е битно. И меѓу другото ја игравме во Идризово, во оној затворениот дел, најозогласениот,
Знам неколку месеци после нашата представа тамо почна бунтот во Идризово, тоа беше дали 97, не ме држете за збор, ова беше 96-та крајот зимата, негде касна есен, ова беше веќе другата година, јануари, февруари, можеби, не знам, не ме држете за збор. И ја играме представата, треба да играме оној затворениот дел, 2 представи требаше да одиграме. И доаѓаат прво затворенициве, маживе и седнуваат и ние сега гледаме од позади, зад кулиси гледаме што се дешава. Имате 3 празни реда, дугачки у тој домот на култура што им беше, не знам сега дали постои тој оној затворениот дел. И чекаме и викам што чекам и тој што ми беше мене гардеробер, еден чичица у тоа време 40, за мене чичица во она време, пошто 96-та сум имал 24 години, он имал рецимо 45-6. И он ми беше гардеробер, 1,50 м висок. Таков еден поглед, добродушен, би рекол, поглед на светец, еден смирен, господине глумец, ова дали може тука да... Он требаше да ми помогне у тек на представата, брзо да минувам костим, пошто имав повеќе промени. И викам, што се чека сега? Вика, се чекаат, вика да дојдат, вика да ги донесат од женскиот затвор, да ги донесат затвореничките и они да гледаат представата. И имате у еден момент, влагаат, у тоа време како беа тие специјалци облечени, значи у пуна воена спрема, како желки, сега не знам, не памтам баш опрема, немале како денес, но такви влагаат со полно вооружување, прават едниот ред го зафаќаат, напред седнуваат такви, други од страна и овие првиве 2 реда тука ги сместуваат некои 35, не знам колку беа женски затвореници од женскиот оддел. Ние гледаме вака, не се веруе. Добро, после свативме зашто било опасно, мислевме дека е опасно од затворенициве кон жениве, искочи обратно, дека жениве биле опасни. Имало и случај кога е старата зграда затворена, тоа ни го кажуваше после дежурниот милиционер, кај што жениве киднапираат еден затвореник од пекарата и направиле дупка под мрежата кај што бил тоа контейнер, дечко кога фрлал, овакво, они го чекале зад контейнер, влегле под мрежата, како било тоа не знам, го киднапираат, го затвараат у таа старата зграда што ја срушија, поради тоа мислам е изрушена. Извинете, прикаснава малце ако ми манјкаат некои факти, но тоа се 96-та година многу одамна. И го киднапираат, го затвараат и почнуваат овака да го и се било супер за него, му носеле јадења, му носеле све, но неговата фатална грешка била кога почнал да прибира, оваа не ќе вечерва, таа е многу дебела, оваа не знаме каква, оваа смрди, не се бања, и те собрале навредените цури и го убиваат еден ден, го задзидуваат практично у еден дел и требало месец дена да поминат додека го нашле нели кога почнало тоа да смрди и го наоѓаде, и тогаш наводно поради тој настане затворена таа зграда срушена, изградена нова со посебни не се. Друго ми беше Муабетов. И сега паузата меѓу двете представи, една одигравме и требаше уште една да одиграме. Така нешто беше. И не ме држете за збор, стварно сум заборел. Може некоја пауза беше измеѓу. И јас сега со гардероберов 1,50 м, еден чичица, за мене у тоа време еден мирен, еден љубез, едно. Викам, колку години си, викам, тука ти? Па вика 20 години сум веќе овде, уште 5 ми остана она време. Викам, зошо? А вика, ја уби, вика, жената, сестра и мајка и татко и вика со ловџиска пушка у некое село Велешко било тоа. У Велешко село, да, пазете, сега ми текна. Значи, исто у Велешко село, не памтам само кое село беше. Им влегол, човече, оваа го оставила, им влегол, масакар ги направил. Ова, значи, 70 и некоја, крајот на 70-ти, тако више 20 одлежал. Втора половина 70-те бил. Значи, човек, разговаравме, после тоа прашав еден од овие што им се каповци тамо, полицајциве, вика, никогаш проблем, никогаш не направил затвор, никогаш не направил проблем предходно, пред да го направи дело, едноставно тоа било момент на, ете така, наречете го како сакате, на, како го вика, тоа убиство на мах, значи моментото, не го планирал, не го планирал. Или му мајката, сега не знам. Баш детали, да не навлегам ута. Сакам да кажам, имало фемициди, такви работи и оваква. Одсекуваш, значи, не навлегувам се ута, не ги правдам. Поентава ми беше. Док постои човекот, ќе има и цивилизацијата, ќе има и војни, ќе има и убиство и љубомора, и убиство за материјална корист, ќе има веројатно како и оди цивилизацијава, како напредува технолошки, така ние стануваме се попримитивни, се враќаме некои фази на бруталност племенска, на канибализам. Веројатно тоа е некоја спротивна сила,
кое што прави некој баланс, колку сме технолошки вака понапреднати, толку стануваме многу побрутални, доказа тоа е што се вратија гладиаторските борби на медиумите, на телевизиите, ги гледате тоа УФЦ, МФЦ, тоа се класични гладиаторски борби кај што лесно може да се загуби главата, само што уште не сме дошли до фаза да почнат да пуштаат кај некои такви борци као Мек Грегор, као да пушта со лав да боксуе, или со слон да боксуе, или со не знам да боксуе со тигар, мера, но се врати, како да ви кажам, цивилизацијата направи еден циклус и веројатно тој круг на некој начин повторно се као мајевсан круг се вртиме во место, едноставно не можеме да избегаме од фабричките грешки на човекот. Сега, значи, со тоа што некој ќе блокира град или МВР или парк или не знам што искаже протест е окей. Но не е проблемот тоа. Можете уште 30 пати, веројатно Хелсиншки тоа и сака, уште 30 пати МВР да го блокира. Но не е работата тоа. Знаете што е проблемот? Треба да се смени кривичниот закон. Што тоа значи? Без многу паламудење. За секој насилник, да, пази, има и жени кои што се насилници кон мужи, да не правиме дека е само едностран, пази, со ова не е релативизирам ништо, но има и такви случаи. И тие се потешки за откривање затоа што секој човек нормално размишља, ајде женава го малтретира, го злоупотреба мужот. Но има и такви. Има и многу такви еклатантни, многу брутални примери од светот, кај што на системот му требало да свати премногу долго, да свати дека е обратна причата, дека насилството доаѓа од женската страна. И кога сватил системот или органите на прогон или судовите обвинителството, веќе било касно за човекот, за мажот, кој што завршил трагично. И после тоа е откриено и со снимки, и со све имал сум гледал такви емисии, оние како се викаат, кај што со снимки докажано како она го малтретира, како го тепа со нож, со нож вака, со сечивото го удира вака. Мислам, што сакам да кажам, значи не релативизирам ништо, но кривичниот закон, зошто мора да се смени, како веднаш за насилник, штом жена го пријави или муж пријави партнерката дека е насилна кон него, веднаш треба да реагира полицијата, веднаш треба да добие притвор, веднаш треба да оди таму како се вика пред судија на предистржна, веднаш треба да иде на судење, веднаш треба да биде осуден во затвор. Тоест, по пријавувањето за насилство, доколку се утврди дека навистина постои, мој предлог е како тоа би се решило, дека тој веднаш треба да биде затворен, без шанса да излезе, домашен притвор, ваков притвор, забрана за приближување, не знам овие како ги викаат талка на нога, кур се тресе уладна, не, да иде у затвор. Зошто? Затоа што многу од жртвите, особено жените кои што се жртви на семејно насилство, жртви од страна на машкиот партнер, од страна на сопругот, така натаму, кај нив стравот е огромен дека ако го пријави, тој следниот ден ќе биде пуштен на улица и онда она се доведува директно во животна опасност. Оди, познајќи какви психопати имаме, а сите од нив, сите огромен процент од тие кои што направиле фемицид, претходно ја предупредиле жртвата со зборовите, исти се кај секој од тие психопати, ако те немам ја, те нема никој друг. Како што било и сега случај. Така што не ме чуди Хелсиншки ова повторно да го користи за политизација, за да му обезбеди поени сега некому за предизбориве локални, знаете за кого би обезбедила поени, затоа е овој притисок, затоа е ова, затоа е она. Па затоа е и мојот предлог, фемицидите, ваквите работи, насилство во едно општество можат да се не можеш да го превенираш, но можеш да го намалиш ако кривичниот закон го смениш и ги направи стварно казните и процедурите за таквите психопати, да ги направиш брутални у сам старт. Ама човекови права, ама не знам фер, значи ти идеш у затвор до процесот судски. После на судскиот процес да се утврдува колку е крив, дали е крив, што направил, кој е крив и така натаму и така натаму. Инаку кога сме кај насилствата мажи жени, излезе еден фасцинантен податок од Шведска. Уапсени се преку 200 девојчиња малолетни кои што вршеле екзекуции во име на разни мафијашки, тоест ќе ги наречам криминални групи, затоа што зборот мафија е поврзана со нешто сосема друго, за некои банди, и тоа е фасцинантно. Бандите од разни доселеници, мигранти, регрутирале малолетни девојчиња да извршуваат екзекуции, затоа што шведскиот закон е помалку ригиден доколку убиство изврши нели малолетна особа. Имаше Орбан, имаше за ова едно интересно обраќање, баш за овој случај, кој што многу зборува каде и на каде оди оваа цивилизација, на каде оди оваа Европа денешна и каква иднина
можеме да очекуваме, ако ова се случи во една Шведска, ако ова некој дозволил или направил околности, услови, амбиент за ваква работа да се случи во една Шведска, можете да замислите што ќе се случи у некои други помали држави кои што, нели, како нашата, кај што можноста за една таква работа реално е многу поголема, фала Богу што се нема случајно, но е реално многу поголема, затоа што едноставно системот е ранлив во повеќе места, имаме повеќе ахилови пети, обвинителствата, судовите имаат довербата што ја имаат, едноставно понекогаш и на самата полиција, тоа сум разговарал и со многу инспектори од разни области, понекогаш на самата полиција и се врзани рацете и нема ништо пострашно од инспектор, без разлика дали е финансиски криминал, дали крвни, дали ова, кој ќе најде докази, кој има докази и кога по некоја чудна логика или по некои чудни патишта, не господови, туку оние ѓаволски, оној за кој што собрал докази по некои чудни патишта ќе биде ослободен или ќе нема да добие соодветната заслужена казна, ќе добие далеку помал и така натаму. Сум разговарал и со такви инспектори, ова не е политикански обоен муавет и нема ништо пострашно за еден таков инспектор кој ќе му се случи една таква работа и за неговата екипа нормално што работеле на случајот. Така што Европа, оние најмирни што беа држави во Европа, најнапредни, најкротки, почнаа да плаќаат цената на она што пред декада и повеќе го започна како процес тогашната германска канцеларка Ангела Меркел. Цената е сега многу висока, нема каде назад, тие ќе си ја платат. Тука им тежат и многу други работи на врат, особено војната во Украина, од каде што не смеат да излезат, они сакаат, ама не смеат да излезат, затоа што излегувањето од таа војна за нив ќе значи еден комплетен дебакл, без разлика што овој Трамп ги притиска, но знаат дека не смеат да излезат, а знаејќи дека они не сакаат да излезат, напротив се повеќе се подготвуваат за некој Армагедон, не знам, припремаат болници, преадаптираат разни болници, ги спремаат за некои ненормални околности, а тие се околности веројатно на војна, не знам, делат брошури за што да се прави при нуклеарен напад, како да се заштити, мислам такви глупости, издвојуваат енормни пари за оружје и така натаму и така натаму. Случајот со Шведска со индоктринираните девојчиња, сега тоа ќе го спомнам, не знам колку јадам говна, не икам веќе да сум многу долг овие обраќања, но ете прилика, можност, индоктринацијата нивна во убици може да се поврзи со она што се случи, ако не го искоментира воопшто во Америка, кој еден активист, конзервативен, многу познат, овој Кирк, како се викаше, Чарли Кирк, беше застрелан со само еден истрел во вратот за време на негово обраќање на еден кампус тамо на универзитет во Јута, државата. Од она што го гледав до сега, прво излезе дека првичните информации за овој убиецов, атентаторов негов, беше дека не бил многу политикал. Не бил многу политикал. Бил добар студент, ама после напуштил студии, па се запишал на некој као, појма немам, тоа факултет за применети занаети електричар, појма немам како иде тоа кај нив. И не бил многу политикал. А пазете, 22 години. Ама после станал политикал. И као јадел гомна, му сметал нешто овој ставовиве на овој Кирк, му сметале многу нешто така. Па тури го спомнал тоа на ручек, овој многу ми сметаа, доаѓа у Јута, знаете ова. Млад, 22 години. Го гледаш по кровот како трча, како скока од тамо повеќе од 3 метри беше висина, како се пречека на нозе. После додуша малце криви на една снимка, не знам од кога е снимката, дали пред или после, веројатно после. Со која брзина трчаше по кровот, со која брзина се сигна по кровот, со цела опрема што имаше и пушката, и како се дочека на нозе, и како го изведе нападот, еден единствен истрел, директно во врат од некој си, скоро 200 метри, 200 јарди се, тоа би му дошло скоро 200 метри, еби га сега не знам како беше 180. Океј, не е тоа за добар снайперист, не е некоја оваква респектибилна далечина, најоптимална е 600, 500, 600, 700 метри, а има некој кој што нели знаа да текнат некого и на 1600 метра, мислам, без проблем. А имаш тие снайперисти кои што и на многу по големи дистанции, само тоа веројатноста да погодиш тоа многу мало, све зависи од треба да процениш ветар, околности, струјења, не знам, све треба, све на таа далечина, све буквално треба да. Не е битно. Шо ми беше муабетот? Кога обично Америка е тоа. Кога некој треба да биде убиен во атентат, да кажеме дека ова е атентат, уште нема официјално, нели, мотивите кои се, но да кажеме дека е атентат.
Американците се познати по тоа што обично наоѓаат секогаш некој, затоа не случајно спомнав што за него се збореше. Прво бил не политикал, па станал политикал, па е таков изопштеник, осамен, не дупел многу пичина, него сакале многу пичина, таков малце, знаеш, осамен, добар ученик, ама после тоа нешто му се десило, па напуштил, Приказните се многу слични, да земете на многу атентатори во минатото што екзекутирале дали некои активисти граѓански у Америка, дали председатели, дали овој, дали они, дали кандидати за председатели, така натаму и така натаму. Дали ќе го земете овој Ли Освалд, дали ќе го земете убиецот на Мартин Лутер Кинг, дали ќе го земете убиецот на брат му на Џон Кенеди, Роберт Кенеди, која беше убиен во очи изборите кај што за председател на Америка, кај што најверојатно ќе станеше новиот председател на Америка, дали ќе станува збор за овој за атентатот на Реган, претходно за обидот за атентат на овој Џон Форд, како се викаше, така ли се викаше овој председателот амерички после Никсон што дојде. Дали се работи после за некои овие масовни убивања во школи, како што беше Колумбина, Тексас, Мексас, тоа киното, тој како се викаше као Бетмен, што беше облечен итн. Како што беше приказната и за мафијашот кој што го утепа Ли Освалд, кога го вадеа од убиецот на атентаторот на Џон Кенеди, кога го вадеа од полицијска станица, па тој после нели до крај на животот умер од рак у затвор, до крај на животот тврдеше дека нема врска, дека он само неговите политички ставови на Џон Кенеди толку го изнервирале што решил да го исчисти, да го убие. Мислам, како да ви кажам, газда на стриптиз клуб поврзан со Сем Џанкана, еден од најголемите каповци на мафијата и така натаму, одеднаш му текнало да го убие од политички, од патриотизам да губи оној кој што губи неговиот председател Џон Кенеди. Веза нема со животот. Значи, како да ви кажам, што значи кога длабоката држава, кога државата решава да затаи, да се зацкрие себе зад кулиси, кога се работи кога сака некого да тргне физички, неговото присуство обично наоѓа еден тип, еден што го знаеме, или петци, што викаат петци, жртвено јагне, и го индоктринира, или он доброволно прифаќа да го изврши тоа, но во повеќето случаи, како на Сирхан, убиецот на Роберт Кенеди, на брат му на Џон Кенеди, после убиството, како и на овој на Мартин Лутер Кинг, па и на Џон Ленон, овој Чепмен што губи, но зборам сега за Сирхан и за убиецот на Ли Освалд, кој го уби Џон Кенеди, овој мафијашот што беше како се викаше. После убиството, интересно, не им текнуваа многу работи. Како избришана свест, не му текнува. Со месеци. На Сирхан до ден денес тврди дека он не пукал, он не памти дека имал пушка у ракот, не памти дека бил тамо на настанот. До ден денеска у затвор, доживотно осуден, не знам на колку роби. Сите завораваме на тие проекти што ги правеше ЦИА за контрола на умот, кај што фактички преку тие проекти врбуваше и индоктринираше и убици. Манџурискиот кандидат, сте го гледале, самиот манџуриски кандидат, насловот е по проект на ЦИА за контрола на умот, кај што се создаваат убици без тие да бидат свесни, као хипнотизирани, дека под одреден тригер, дали тоа ќе биде некој такт од одредена музика или ќе биде, што знам, пук од вака на прсти, значи у моментот се активира хипнозата, он прави тоа што го прави додека не биде исклучен. Не случајно го спомнав ова последново, ќе видите сега тоа ќе излезе пак, изопштеник, никој не го сака, депресивен, луд, покажувал знаци на психоза, ќе го осудат на смрт или на доживотна робија, мислам на доживотна ќе го осудат, дека нема да го осудат на смрт, иако и јутра има смртна казна, и се ќе се сведе на тоа, кој, зашто, како, зошто баш сега, а не после, ќе се утврди тоа, тоест нема никогаш да се утврди, слично како што веројатно имало тука нешто и со девојчињава у Шведска, што значи многу сум дугачок, што значи дека светов оди по една линија која што на никој од нас не му се допаѓа, од буквално оди по работ што го дели од бездната. Причините вие ги сите има мупа избори за овој Кирк што беше убиен во овој активистов, за неговите ставови традиционални, конзервативни итн. Само ќе кажам, но он, значи, не икам ништо да преюдицирам, но он имаше и малце чудни ставови за некои одредени прашања, што никој не ги спомнува, гледам у нашата јавност по Фейсбукова. Например, имаше еден став многу отворен, затоа многу му префрлаа, веројатно имаше и непријатели, многу отворен став за Палестина, дека е тоа non-existing place, непостоечко место.
Тоа било Самарија, Јудеја, не постоеле палестинци, не постоеле, значи како да ви кажам, не е дека типот беше безазлен и наивен и толку вака, да кажам, милосрден, фин, значи човек кој што после извади некои други работи, дека фактички е лобиран од некои ционистички организации, значи тоа никој не го спомнува, од тука и таков апологетски однос кон она што се случува геноцидот во Палестина, но небитно, како човек нормално можеш да го жалиш, остал така деца, жена и така натаму, но дека беше човекот баш со своите ставови светец, баш и не беше. Оти кога го слушаш него како му се обраќа на еден палестинец со овие зборови, у еден таков кампус, на друго место, друго време, у тој негов став нема ништо поразлично од она што бугарските фашисти, шовинисти, инструирани, индоктринирани од владата, од бугарските власти, го коментираат за македонците и за Македонија, и за нив Македонија е едно непостоечко место, или ќе кажам географско место, у кој што живеат бугари, а не македонци. Па сега вие видите тие ставови на овој Кирк, преведете си ги за ваша лична употреба, за наша домашна употреба, ќе видите колку е тоа баш светачки од негова страна и колку е безазлено и колку е нели добро чудно на македонски кажано. Ај го, иступев многу, не знам кој свати.